Председиштето на Алтернатива е Билјана Николовска. Биле почнали состанокот на Централното преседателство, имаш ли информации кои имиња од редовите на Алтернатива се во игра за договорените позиции? Така е, Весна, само што започна Централното председателство на Алтернатива, каде што можевме да забележиме дека се собра највисокиот врв на оваа партија, која што би требало во наредните денови да биде дел од владата со незината реконструкција. Ова доаѓа откако опозицијскиот лидер Христијан Мицковски предложи токму лидерот на Алтернатива Африм Гаши да биде и нов мандатар на владата, но оваа партија веднаш го одби овој предлог и како што рекоа дека тоа се случува затоа што во моментов тече друг процес, односно го дадоа ветувањето на премиерот Зоран Заев дека тие ќе бидат дел од владата на СДСМ и ДУИ. Претходно трае преговорите на партиите СДСМ и Алтернатива, во кои што преговори беа договорени 3 министерски, 3 заменички места и околу 40 директорски места. Она за што вечерва се разговара е кои ќе бидат имињата, односно кои ќе седнат во овие министерски фотели, а се работи за 3 министерства и тоа е за здравство, за информатичко општество и администрација и министер без ресор кој што ќе биде задолжен за диаспората, додека за заменици министри ќе треба да се одлучува за образование, култура и земјоделие, кои што исто така одат во рацете на Алтернатива. Како што кажавме претходно, исто така се договорени неколку директорски места, се работи за директорското место на МЕПСО, железници, транспорт, делот од железниците во транспортот, фондот за пензиско и уште неколку директорски места. Но факт е дека досега многу малку се зборуваше за имињата кои што би можеле да бидат идните министри, заменици министри и директори. Се спекулираше само со министерското место за здравство, а тоа е со името Беким на Беким Сали, кој што всушност беше и кандидат за градоначалник на Чаир и кој што е стоматолог, но никој ова не го потврдува. Предлагам да ја слушнеме изјавата која што пред малку ја даде пратеникот на Алијанса, во која што вели дека би требало да имаме трпение за она што ќе се случува вечера. Тоа се веќе председателот кој ги предложи и ние ќе ги гласаме. Ама вие веројатно знаете за кои имиња? Не би било коректно да ги кажеме сега пред да помине до председателство, нели? Значи, станува збор вечерва ќе се одлучува за сите кадровски решенија? Да, за главните? Не, начелно за сите, меѓутоа председателството ќе одлучи ако некој треба да чекаме за накнадно нешто, значи ќе се одлучи. Имајте малку стрпление. Пак ќе се одлучи нешто најдобро. Порасниерин, ġita do bon regul, det regul çdo resor, konsiderohet që kryesia ka arritur punë në nivel dur, do diskutojmë, do bëhet debat dhe në fund do dalim në qendrim përbashkët. Дали има измени во однос на оние кадри кои што претходно известно време се Не верувам дека ќе има измени, верувам дека председателството ќе донесе најсоодветна одлука во моментов, затоа ќе имате малку стрпление уште едно одредено време. Благодарам. Весна, инаку како што е најавено, премиерот Зоран Заев би требало својата оставка да ја депонира на 22, односно оваа недела, пошто се поизвестно е дека во премиерското место ќе седне Димитар Ковачевски, кој што од минатиот викенд е всушност избран и за председател на СДСМ. Новото мнозинство брои 64 пратеници, а денеска дојде реакција од опозицијската ВМРО ДПМН за тоа што Алтернатива не го прифати нивниот предлог да има свој мандатар во нова техничка влада. Предлагам да ја слушнеме оваа изјава. Нив не им е важно како ќе се развива државата, нив им е единствено важно тие да се задржат на столчето, односно да ја добијат функцијата како некој си триумф за да може да продолжат понатака со целиот оној криминал што го прават. Напротив, од сето тоа ВМРО ДПМН со новиот договор, со новата доктрина и со новата политика согласно новото време промовира нешто сосема поразлично, тоа е издигнување на Република Македонија, а тоа би отпочнало веднаш по новите предвремени парламентарни избори.
Да, ние Весна остануваме овде, ќе проследиме се она што ќе се случува тука, кои ќе бидат новите имиња на министрите и заменик министрите. Најавено е дека е можно подоцна да има и изјава или соопштение, па ќе информираме подетално во 21:30 во вестите. Весна? Ти благодарам, Билјана. Билјана Николовска го следи состанокот на Централното претседателство на Алтернатива, која вечерва бира функционери за договорените позиции во реконструираната влада, чиј мандатар ќе биде Димитар Ковачевски, а премиерот Заев оставката ја најави за во среда.